Актуелниот вице-премиер Изет Меджити на триумфален начин се враќа во Чаир да раководи со општината. Во првиот круг од локалните избори го депласираше противникот Бујар Османи од ДУИ со освоени 15.733 гласови наспроти 12.264 во општината за која се водеше најжестоката битка меѓу двете најголеми албански партии, односно 51,82% од гласовите отидоа кај Влен, а 40,39% кај Бујар Османи и Националната алијанса за интеграција. Со огномет, членовите на Влен синоќа на Скендербек излегоа да ја слават победата. Лидерот на Влен и победникот во Чаир Меджити побара оставка од Али Ахмети. Тука сме во Чаир да ја прогласиме убедливата победа уште во првиот круг. И сакам да се им заблагодарам на сите граѓани, на сите гласачи, на сите активисти, на Форум на жени, Форум на млади, до сите заедници, но битката беше за легитимитет. Тие посакува да се мериме уште еднаш во Чаир и Тетово, и во Чаир и Тетово убедлива победата на Влен. Интегративецот Бујар Османи, кој за време на кампањата не пропушташе можност да се појави пред камери, по поразот не се појави во јавноста, туку победата на својот против кандидат Меджити му ја честиташе преку својот Facebook профил. Им честитам на мојот против кандидат и на целиот коалиционен тим што стоеше зад него. Тие се победниците на изборите во Чаир и им посакувам успех во управувањето со општината во следните 4 години. Поразот на Бујар Османи во Чаир е уште потежак, бидејќи пред само 3 дена, тој денот на изборите го нарече референдум за еднината на Чаир. Но не само тоа што тој се надеваше на успешен референдум и голема победа во Чаир, бадијала му беше и помошта на актуелната градоначалничка Данила Арсовска, која 2 недели водеше кампања против Изет Меджити, обвинувајќи го за дивоградбите во општината. Коалицијата Влен, освен во Чаир, извојува победа и во други 5 клучни општини, како што се Рачиново, Жилино, Сарај и Теарце, а води и во Тетово. Актуелниот градоначалник Билјајл Касами во првиот изборен круг е во предност со 4000 гласови пред неговиот опонент Бајрам Реджепи од Алијансата за интеграција на Али Ахмети. Коалицијата предводена од ДУИ, според податоците на ДИК, во првиот круг се избори за градоначалници во Гостивар, Липково, Пласница и општина Чашка.